Секој трет ден во Македонија е силувано по едно дете. Довој за препастувачки податок се доаѓа според податоците од институциите, пресметано за период од 5 години. Од 2020 година до 2024 година. Сексуално се злоупотребени вкупно 508 деца. Но ова не се само бројки. За секој од тие случаи стои дете кое поминало низ сериозна травма. За жал, низ систем кој најчесто не успева да го заштити. Ова е историја посветена на сите деца, жртви на сексуални предатори. Најголемата должност на едно општество е да ги сочува детските души од болка која никогаш не би смееле да ја запознаат, а кога ќе потврли, барем никогаш да не ги остави сами во тишината. Последните случувања со зголемен број на деца, жртви на сексуално насилство, го отвори прашањето дали општеството ја научило оваа лекција. Насловите по медиумите поврзани со злоупотреби на деца, особено во последниве неколку месеци, се алармантни. Она што особено загрижува е дека дури и училиштата станаа простор за злоупотреба на ученици, а сексуалните предатори се просветни работници. Случајот со Средното уметничко училиште Лазар Лечиновски беше откриен на почетокот на март годинава. Ученичка пријави 52 годишен професор дека барал да имаат полови односи, пошто судот му го одзеде пасошот, а беше суспендиран и од работното место. По добиените сознанија, односно пријава од страна на засегнатите девојчиња ученички, јас веднаш повикав полиција и веднаш согласно моите законски овластувања како директор донесов решението кое што го суспендирам на 3 месеца наставникот и со забрана за приближување до училиштето. Исто така формирана е дисциплинска комисија која што ќе си обави својата работа. За случајот, обвинителството поднесе обвинение против професорот. Го товари за полово вознемирување. На 25 февруари, како професор, имал непристојна понуда за сексуален однос кон ученичката. Ако биде осуден, се соочува или со парична, или со затворска казна до 1 година, а обвинителот предложи и да му се забрани професорската дејност. Телма дознава дека меѓу другите докази постои аудио материјал кој девојчето успеало да го сними, за да ги докаже намерите на професорот. Но ова не е единствениот случај во образовна институција кој беше јавно објавен во овие неколку месеци. Последниот е од пред неколку денови и беше откриен во Штип. Штипското обвинителство отвори истрага за пензиониран наставник кој држал часови во образовен центар за помош во совладување на наставни програми од различни предмети. За него е одреден и притвор. Последователно, од септември 2023 година до мај 2026 година, осомничениот користел прилика во која на девојчињата на возраст од 10, 11 и 13 години им држал дополнителни часови во образовен центар и им се приближувал и ги допирал по телото. Од обвинителството засега не откриваат детали за истрагата која се води и против 28 годишен наставник од Гостивар. Тој е во притвор бидејќи силувал малолетничка, ја снимал и ја уценувал за повторна средба. Откако не се согласила, ги објавил видеата на социјални медиуми. Затворската казна со која се соочува е од 3 до 10 години. Според информациите на Телма, девојчето не била негова ученичка, ниту пак ученичка во училиштето каде тој предава. Јавноста беше вознемирена и откако дозна дека во Битола училишен психолог е дел од меѓународна педофилска мрежа, која се занимава со ширење на порнографски материјали на интернет. Австралиската федерална полиција пред извесен период спровела акција за откривање на веб страници на кои се дистрибуирале слики и видеа кои содржат материјали од злоупотреба на деца, а дел од IP адресите воделе до Македонија. Јас ке се обратам уште еднаш до наставниците кои се колеги на оние кои го вршат нелегалното дело, но и се наставници на учениците кои треба да бидат заштитени од оние кои ги немаат, не спроведуваат одредени недозволени дејства, во овој случај велите педофилија. Она што ќе го направиме е тоа да го зајакнеме приправничкиот испит, затоа што навистина таму се неопходни промени и дополнително ќе почнеме иницијатива за лиценцирање на психолозите, чија основна улога би била да детектираат било каков проблем во училиштето.
Обвинителствата во земјава се само една институција во ланецот кои работат со жртвата, откако ќе биде откриен случај на сексуално насилство врз дете. Обвинителите имаат огромни предизвици за да дојдат до вистината која најчесто може да биде многу болна и трагична.
Судењата, каде жртви се малолетници, најчесто се зад затворени врати, па далеко од очите на јавноста се доаѓа до казните за силувачите. Една од специјалните соби, каде се врши сослушување на деца жртви, е во обвинителството за гонење организиран криминал. Условите се прилагодени за деца. Прашањата на обвинителот всушност ги поставува социјален работник, а разговорот се снима. Тој технички е поврзан со обвинителот и ако треба, дополнително комуницираат. Средината се уредува во зависност од возраста за да се намали стравот и да се создаде чувство на нормалност. Оваа соба е линковски поврзана со просторија, што се наоѓа на првиот кат од зградата каде за време на распитот се сместени осумничениот и неговиот бранител. На овој начин жртвата и сторителот немаат можност да се сретнат и тие го следат исказот на жртвата и по електронски пат поставуваат прашања. Моделот за собата е преземен од словенечкиот за сигурна куќа. Беше пуштена во јули лани, а до денес организиран криминал ја користел за 5 различни случаи за сослушување на деца жртви. Можат да ја користат и други обвинителства кога имаат потреба да сослушуваат деца жртви на насилство. На темата за сексуално насилство врз децата разговараме со обвинителката Ана Слатинец-Несторовска. Добар ден. Добар ден. Колку се специфични овие дела поврзани со сексуално насилство врз децата, особено ако знаеме дека се работи нели за малолетници и најголем, барем според нас како јавност, проблем би можело да биде секундарната виктимизација на жртвата? Сите кривични дела кои што се против половиот морал и слобода се специфични. Тешки кривични дела се, трауматски се тие кривични дела, меѓутоа кога како жртва ни се јавува дете, тогаш се, верувајте, многу специфични. Меѓутоа, со цел да се заштити детето, она што вие викате да нема дополнителна виктимизација, во текот на постапката, уште од самиот почеток, на детето му се определуваат мерки на процесна заштита, каде што детето е целосно заштитено во сите фази од постапката, од самиот почеток до завршување на постапката, се со цел она ние што викаме да не се носи по институции, да не се трауматизира, да не го повторува настанот многу пати, односно да не се двојно, тројно виктимизира. Колку родителите соработуваат во овие ситуации? Колку се исплашени токму од таа јавност која што може да му се случи? Нормално е дека како родителите се исплашени, бидејќи прво што ги она што нив ги погодува, прво е настанот што му се случил на самото дете, зашто него му се случил како тоа дете ќе продолжи да живее, меѓутоа претпоставувам дека кај нив постои тој страв дали ќе биде тоа јавно изложено, дали како ќе продолжи да оди во школа, што ќе му се случи со другарчињата, дали ќе го има на интернет, сега имаме ние социјални медиуми каде што се презентира. И има кај родителите доза на загриженост како животот на нивното дете ќе продолжи откако тоа ќе го даде исказот, откако ќе заврши постапката, бидејќи секој родител нормално го сака најдоброто за своето дете и сака тоа дете во иднина да продолжи да расте во здрава средина каде што никој нема да го гледа ете тоа беше на вести, ете тоа беше на интернет, го гледавме на Facebook и слично. Ги споменавте и социјалните медиуми и технологиите, колку се почесто овие дела се застапени преку јавно пласирање на порнографски материјали, на злоупотреба преку вибер комуникација, еве видовме во неколку последни случаи, преку други начини на комуникација? Сведоци сме сите, новото време, новата технологија ги прави информациите многу побрзо стигаат до другите луѓе, до општата јавност, се ни е подостапно на социјални медиуми, на интернет и нормално е дека и таквите содржини кои што можеби порано не се споделувало бидејќи немало каде, сега се споделуваат почесто и на социјалните мрежи, што ги прави таквите злоупотреби на интимните, на приватните работи на едно дете
подостапни за пошироката јавност. Да, она што се наметнува и како прашање, колку па од друга страна новите технологии ја олеснија работата на обвинителите во однос на тоа што доказите веќе материјални многу полесно можат да се соберат за да се докаже едно вакво дело со злоупотреба на малолетна жртва. Видите, тоа треба за вие да имате доказ во текот на постапката, тоа треба да биде доказ прибавен на законит начин. Од оно што како во пракса го имате како обвинители, кој е најчест сторител кој што може да биде на ваквите дела кои што се од сексуално насилство врз малолетници? Сме слушнале многу примери, но што е оно што во пракса најчесто се случува? Нема конкретен сторител на профил на сторител на вакво кривично дело. Може да биде близок, може да биде непознато лице, значи немаме точно профил, па да, најчесто се случува од тие и тие, па прво ако се случи некакво дело треба да се бара сторител од меѓу тие луѓе. Значи може да биде било кој профил на сторител. Ви благодарам. Ви благодарам и вас.